Доаѓањето на првиот човек на Римокатоличката црква на Македонија, папата Францис, во мај 2019 година има две димензии, верска и политичка. Ова го вели Цане Мојановски, универзитетски професор и добар позналач на црковните прилики во регионот. Според него, верската се однесува на силната поддршка на Ватикан во однос на градењето на меѓуверски диалог и толеранција, а политичката на поддршката за европските перспективи на Македонија и потребата од нејзина интеграција. Ова доаѓање и морална поддршка на водачот на католичката црква или на Светата столица во напорите на македонските верници, на македонското граѓанство за дилемите кои се појавуваат околу новите или актуелните прашања поврзани со имплементацијата на договорот од Преспа и особено потребата од носење на решение. Ова е можност и за уште поголема промоција на земјава на меѓународен план, бидејќи очите на светската јавност тогаш ќе бидат вперени кон Македонија, смета универзитетскиот професор Сейфул Османи. Сигурно тој има и цели кои што он ќе ги промовира при доаѓање во Македонија. Не му е сигурно познато дека се работи за едно општество кое што е многу шарено од аспект на вери и националности, припадности и сигурно таа синергија која што нас сите не држи заедно и не соединува низ некои заеднички вредности е причината која што влијала кај папата да тој дополнително сака да дојде кај нас. Доаѓањето на папата во Република Македонија треба да се наблюдува како нова иницијатива на верски план, посебно на подрачјето на Западен Балкан и на Балканот воопшто, каде што тие верски разлики се присутни, а во одделни ситуации и подгреваат одделни конфликти. Мојановски доаѓањето на папата уште го споредува и со признавањето на Македонија под уставното име од страна на САД, што во јавноста тогаш беше доживеано како силна поддршка од официјален Вашингтон. Според него, доаѓањето на овој висок верски, но и државен лидер кој во современиот свет има силно меѓународно влијание е добра вест. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.